Временото затворање на затворениот градски базен поради енергетската криза може негативно да се одрази врз учениците, рекреативците и спортистите, констатираат спортските работници. Наставникот Југослав Спасиќ, кој е председател на Сдруженијето на спортски педагози, а и е дел од пливачки клуб, укажува дека наредниве месеци ќе биде тешко да се одржат во форма пливачите. Нагласува дека сепак тренерите и клубовите мора да најдат начини и да продолжат со тренинзите, за да подоцна не дојде до одредени повреди кај дечињата. Имаме стручни тренери, сите се наставници скоро по физичко и здравствено образование, имат капацитет и ги охрабрувам и поддржувам да го продолжат тренажниот процес во фитнес центрите и теретаните со барем овие дечиња спортисти кои што се на таа возраст и може да работат, за да го одржат нивниот физикус, да работат на нивната сила, да користат реквизити кои што ќе одржуваат техниката на пливање. Тоа е еден мој совет, да работат истегнување, зголемување на мобилност на зглобовите, бидејќи по враќање на отварањето на базенот и враќање во пливање може да се случат не само болести, туку истегнување, повреди кои пак ќе можат да ги отргнат пливачите, спортистите, учениците од базенот и со тоа полека интерес да губи, а сигурно дека и базенот ќе има интерес повторно ние да се вратиме во пливачка атмосфера и да има уште повеќе пливачи. Спортистите предлагаат доколку постои можност Општинскиот сојуз за спортови да одвои средства со кои би ги стимулирал клубовите за набавка на неколку справи наменети за пливачките техники. Дополнително за дечињата со попреченост и нивните семејства, Спасиќ предлага да се обезбедат карти за спа центри во кои овие месеци додека не функционира базенот би продолжил нивниот рехабилитацијски процес. Тие граѓани сигурно ќе бидат затекнати. Еве веќе во последно време семејствата со дечиња со попречености го користат овој базен. Значи сите заедно одат на инклузивно пливање, што навистина многу придонесува и значаен како еден објект без разлика на неговите обврски и трошоци што ги носи. Би било добро, еве да речеме, ако има некои конференцијски сали или објекти каде што се затоплуваат и се држат со станоци во слободни термини, клубовите да може да ги искористат за теоретско знаење, за учење на техниките од една друга перспектива, може за добра, правилна спортска исхрана, дишење и така натаму, така да ги продолжат своите знаења и од една вака неповолна, непријатна ситуација ние да бидеме мудри, да бидеме она што се вика одржливи, да останеме на тој пат дека можеме да се справиме со оваа ситуација и да направиме уште поголема корист кога ќе се вратиме на пливањето. Затворениот градски базен досега го користеа 8 клубови, во кои работеа до 30 наставници и инструктори спортски тренери. На неделно ниво базенот го посетуваа до 300 рекреативци.